Локацијата за Кочанскиот Панаѓур, што изминатиот викенд беше пренаменета во забавен и продолжен простор, годинава имаше огромна фреквенција од посетители, но и сообраќај од моторни возила и пешаци. Несоодветниот однос на корисниците на просторот и на посетителите на Панаѓурот повторно покажа негрижа и некултура од хигиенски аспект. По завршувањето на настанот останаа огромни количини смет, главно најлонски кесиња, картонски кутии и хартија, кои некаде го оневозможуваа и движењето на автомобилите по улицата Скопска. И покрај садовите за собирање комунален смет што ги постави водовод, имаше големи количини отпад, а во текот на предпладнето состојбата почна да се враќа во нормала. Сето тоа од сабајле од 8 часот беше акцијски почнато да се мети, да се чистува на овој потек и веќе околу 12-13 часот хигиената е вратена во нормала во овој потек од Панаѓурот. Инаку самиот Панаѓур во деновите кога беше петок, сабота и недела ударно, немаше никакви проблеми и се одвиваше во најдобар можен ред. Според Киров, за расчистување на просторот на Панаѓурот биле ставени во функција 2 трактори, 4 камиони, 20 комунални хигиеничари и друг технички персонал. Тие во текот на денот го расчистуваа ѓубриштето. Инаку, од финансиски аспект, манифестацијата за водовод е повеќе од задоволителна. За прв пат во историјата на комуналното јавно претпријатие можам да кажам дека се приберени толку средства од самиот Панаѓур и тоа со конкретна сума од 1.852.600 денари по претходно остварена транспарентна постапка која што на 29 беше објавена постапка оглас за лицитација. На 27 истата лицитација беше одржана, каде што имавме тројца учесници и на истата лицитација се постигна цената која што е пред малку спомнав. Киров додаде дека приоритет во расчистувањето на локацијата на Панаѓурот бил даден на оспособувањето на улиците и околните тротоари. Во наредните денови водовод ќе продолжи со целосно средување на локацијата.